Со доделување награди за најдобрите и признанија за учесниците денеска заврши 36-тото издание на меѓународната детска ликовна колонија Мал Битолски Монмартар. Годинава учествуваа повеќе од 100 деца од 14 држави во светот, кои изминативе 7 дена создаваа ликовни творби на тема старата битолска архитектура, а во рамките на ликовниот караван на истата тема создаваа ликовни творби и во Охрид и во Вевчани. Стручното жири имаше тешка задача и оваа година да ги избере најдобрите, но за основачот и идејниот творец на колонијата Коста Хаджи Антоновски. На годинашната колонија победници се сите над 100 учесници. Заврши незаборавното другарување на младите ликовни амбасадори од целиот свет. Дали има посрекни дечина кога допатуваат во Битола да другаруваат, да сликат, да го пренесат нивното богатство, да ни овозможат да дадеме наистина голем придонес за афирмацијата на Битола Република Македонија. Допатува со голема желба да се запознат и со други пријателчина, со други туристи, со други занаечи кои што навистина ги сакаат непременно да ги видат. 7 дена поминаа така брзо, така убаво. Значи се нестрпливи да ги примат наградите. Тие ги примија наградите. 11 деца ке допатуваат до година на 37-то издание на Малиот Битолски Монмартар. Учесниците задоволни од организацијата и од архитектурата на Битола, Охрид и Вевчани. Македонија е прекрасна земја, луѓето се многу добри, многу ми се допадна архитектурата и историјата. Јас преку моите цртежи доловив како луѓето живеат тука. По 6-ти пат доаѓам во Битола и кога сум тука се чувствам многу спокојно. Ова е навистина одлично место за цртање, затоа што има комбинација и на нови и на стари работи. Нацртав 15 цртежи во Вевчани, Битола и Охрид и сите места се преубави. Според востановената традиција и на денешното свечено затворање на сите учесници на Битолскиот Монмартар им беа доделени благодарници и срциња.